Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте во 32-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Добре дојдовте во нашата втора сезона на подкастот после овој летен распуст. Добре дојдов. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан. Мене после неколку неделна пауза. Па, по неколку месечна веќе. Да видам јас малку да скратам дека не е многу. Да, па јас сега, колку се сеќавам, една од последните емисии која што ја правев соло беше околу 10 јуни, почетокот на летниот распуст. Еве сега веќе сме после првата недела на учебната година. Ете, поминаа летните распусти, меѓутоа за нас допрва сега малку порано ја почнуваме сезоната, не сум сигурен дали ќе видиме во можност секоја недела да произведуваме емисии, бидејќи нашата шпица, нашата шкрип сезона допрва почнува во однос на нашиот бизнис, така што идните 10 недели ќе бидеме малку позафатени од вообичаено, меѓутоа ќе се обидуваме да останеме во контакт со нашата публика. Ево сега треба да ми биде јасно зошто јас отсуствувам, бидејќи зафатеноста со работата. Сега ќе бидеме уште позафатени. Така да, но се надеваме дека ќе направиме некоја емисија и во овој период, може би на 2 недели, ќе видиме како ќе оди. Пред да започнеме, првин би сакал да ве потсетам дека е потребно да се зачленувате на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center. Обично кога ги споделуваме клиповите или видеата што ги споделуваме на Facebook, имаат линк до целото видео на YouTube и тука можете да се зачлените, тоа е бесплатно. Меѓутоа, она што ни е потребно е да дојдеме до кај 1000 членови на нашиот канал, за да можеме да правиме преноси во живо и за да можеме едноставно и да го монетизираме каналот, бидејќи до 1000 членови не можеме ниту да го монетизираме каналот, а сето ова го работиме со наши исклучиви средства. Ете, на еден начин ми можете да ни помогнете да го финансираме овој проект. За да направиме интервјуа, за да можеме да поканиме гости, за да можеме да отвориме дебатни емисии со луѓе кои немаат шанса да се појават на македонските медиуми, а се луѓе кои вреди да се чуе нивното мислење. Луѓе кои нудат вистинска визија за Македонија. Да. Тоа е, затоа ве молиме да го направиме, да се зачлените на YouTube каналот, барем да ја поминеме бројката од 1000 и да понудиме многу посериозна програма. Да. Да не бидеме само ние двајца тие кои ќе разговараме. Да. Значи, доколку кликнете на копчето subscribe и до звончето што е до копчето, subscribe, тоа е звонче кое што ќе ве ажурира секој пат кога ќе ставиме ново видео, така што ете да не мора да се мачите да ги барате нашите видеа. Денеска ќе дискутираме воглавно за 3 работи, меѓутоа една ќе биде главната тема, тоа е Џабир Дерала. Малку ќе го продискутираме случајот Рекет и ќе спомнеме нешто околу така наречениот Ден на независноста, кој што технички веќе е настапен во Македонија. Ние сега снимаме во сабота навечер, 6:47 часот, значи веќе полноќ настапил во Македонија, 8 септември е во Македонија. Па ќе се присетиме малку за тие денови пред колку веќе се 28 години. Ќе видиме како некои легенди и митови кои што сега почнуваат да се наметнуваат, дека се повторно тешка манипулација. Па да почнеме со првата тема, Џабир Дерала. Или одлуката за екстрадиција на шведскиот суд, за неекстрадирање на Дејан Давидовски. Дејан Давидовски.
Да. Значи, за оние кои што се заинтересирани да ја видат целата ова тематика, ти веќе имаш отворено тема на форумот Котле, под наслов Џабир Дерала фатен во лага, дали ќе биде санкциониран неговиот цивил медија. Имаше и неколку текстови на сајтот macedonianinformationcenter.org. Сето ова ќе биде вклучено во описот на оваа денешна епизода, значи линковите ќе бидат достапни. Што се случува со Џабир Дерала и со известниот Дејан Давидовски? Вечер, порталот Вечер, беше прв кој објави вест за одлуката на шведскиот суд, на првостепениот окружниот суд во Шведска за неекстрадирање на Дејан Давидковски. Дејан Давидковски е обвинет за настаните од 27 април. Значи влезот во собранието, кој во Македонија доби обвинението гласче терористичко здружување. Значи најтежок облик на казниво дело. Шведскиот суд донесе одлука да него окружниот суд на Шведска донесе да не го екстрадира Дејан Давидковски, бидејќи во материјалите кои се пратени од Македонија, а тоа е обвинението по кое се осудили другите, сите учесници на настанот, на казни од по 15-18 години затвор. Значи, за македонскиот суд терористичко здружување беше издржано обвинение. Шведскиот суд го отфрла тоа обвинение, но прва ја објави Вечер веста, веднаш реагираше Џабир Дерала. Да. Ако може само ќе го прочитам заклучокот на неговиот текст, кој што е насловен: Лажните вести на порталот вечер.мк имаат кратки нозе. Текстот почнува со следнава изјава: сензационалната под наводници вест на порталот Вечер.мк и другите медиуми блиски до фамилијата за неуспехот на македонската правда се испостави дека е целосно неточна. Имено ниеден збор од таа под наводници вест не е точна. За што се работи? Значи ова е 14 август 2019 и во заклучокот на неговиот текст тој вели вака: значи напаѓачот е во притвор и за сега останува во сила одлуката тој таму да се задржи до конечната одлука на шведската влада. Каде порталот Вечер.мк ги виде 18 точки врз кои го темели својот став дека Дејановски е мета на политички прогон, останува мистерија. Исто така останува отворено прашањето дали сите портали што ја пренесоа лажната вест на порталот Вечер сега ќе ја објават оваа под наводници исправка. Останува отворено и прашањето дали и некои пратеници што ретвитнуваа отровни коментари на оваа лажна вест ќе имаат доблест да ја кажат вистината или барем ќе бидат барем дека биле изманипулирани. И се разбира, се уште изостанува институционалниот одговор на оваа лажна вест, во која се имплицира правосудството и на една пријателска држава. Вака едно паушален коментар на начинот на кој што пишува Дерала, на кој што изразува, ми личи на кодошење и тужибабење на прво или второ оделенско девојче. Да. Или на оние како се викаат сега со македонскиот жаргон, точно зборот не го знам, меѓутоа оние кои што јадат ќотек постојано заради тоа што се мивки. И сега тој бара некој друг да го штити. Сега што испадна, дали е навистина оваа лажна вест? Не, сега уште малку, уште една работа. Се јавува уште една невладина организација, Мост, која е под закрила на Мост и се вика F2. Дали ова разобличување на дезинформација, тоа ли е нивното? Да. Опис на дезинформација, да. F2N2. Fighting fake news narratives. Се борат против лажни наративи. Тие го пренесуваат ова што го пренесува и Дерала, но имаат една многу
хучкачка реченица во целото нивно известување. Оваа вест е видливо дека е важна и има за цел кревање на адреналинот кај граѓаните, кои се уште сметаат дека упадот во собранието на 27 април бил легитимен и за одбрана на татковината. Тука е добро, значи ова е важно. Многу е, значи повторно една хушкачка. Јас тогаш кога го видов текстот на Дерала, не го имав видено и не го знаев дека уште постои уште некој. Очекував дека проверка на факти ќе се јави за да го подржи Дерала, но проверка на факти го одмолча. Или јас не сум сретнал, сега не знам, но не видов од проверка на факти подршка за писанието на Дерала. Денеска, јас тогаш реагирав со мој текст и објаснив каде Дерала прави манипулации. Иако јас не навлегував во дали 18 точки се вечер ги видел или не ги видел. Воопшто не беше битно дали вечер го има извештајот на окружниот суд. Јас реагирав на манипулациите дека прво тој вели Врховниот суд треба да одлучи. А вели дека нема одлука на окружниот суд, на понисок суд. Првостепениот суд нема одлука, а вели дека Врховниот суд Првостепениот суд донел одлука само да го држи во притвор. А владата ќе донесе одлука на крај. Ама и кога ќе донесе одлука Врховниот суд, владата е таа која ќе одлучува. Тоа се, како да кажам, Тоа се методи кои што не се согласни на демократско општество. да. Значи, Сепак такви Шведска е демократска држава. до некаде се уште е. Се збориме за Шведска. Иако таа веќе станува третосветска држава и по демографија и по Да не го тој дел да го ставиме настрана сега, да не ги водиме луѓе во една друга насока. Зборуваме конкретно за сега што се случува. Ова одлука на шведскиот суд е втора одлука од втора држава за истото дело. Да. Ајде да кажеме дека првпат кога одбија Унгарија кога одби да го екстрадира Груевски за терористско здружување, можеа да го правдаат во владата бидејќи наводно Груевски и Орбан се блиски. И сега заради тоа Орбан дал налог на Унгарскиот суд, заборава дека Унгарија не е за Евистан. Да. Па да. Но, ајде, тогаш не сакав да реагирам многу, оставив, така, да не биде дека јас сум бранител на Груевски. Очекував дека, веќе знаев дека Дејан избега, дека кога тогаш за него ќе одлучува судот во Шведска, и мора да донесе иста одлука. И сега, тука треба да се напомене дека, еве да кажеме дека Орбан е десничар, пријател на Груевски и не знам што, идеолошки близок, ајде да кажеме. Шведска е една од најлевичарските држави во Европа. Да. Таму овие мислам дека се вика шведски демократи, мислам дека се вика нивната партија на власт, владе 100 години и таа е од секогаш била нејзин идеал е била Југославија. Да. И тука така, значи не можеме да кажеме дека другарството на другарство е во прашање. Сега се обидува денеска со еден многу интересен, жален, една ниска и подла работа, како во времето на најтврдиот комунизам, кога треба да се демантира нешто или да се забошоти, се кани некој, ама не се експерт, под наводници, некого не сме да му се спомене името. И сега тој дава мислење кое оди во полза на власта. Да. Мислење кое е срамно. Ако експертот е сигурен дека ја говори вистината, зошто не застанал со име и презиме? Зошто телевизијата
Алца телевизија или по Петровско што го води 360 степени, не инсистира да го каже името на експертот, за да можат тој експерт да го луѓето да го сознаат кој е и дали ќе го пукаат на улица или ќе го поздравуваат со чест, нека остави да одлучат луѓето. Или едноставно да даде на јавноста можност, еве некој друг медиум да отиде да побара подлабоко мислење на човекот, да го потпраша, да му постави потпрашања со кои што ќе може да го објасни овој негов став. Бидејќи и сега тука веднаш се јавува од владата, мислам дека е потпрал или некој советник по медиуми Зоран Бојаровски, кој вели вака: сите лаги и манипулации ќе бидат разобличени. Падат секој ќе го стигне. Пресудата на Врховниот суд на Шведска, со која се одбива екстрадицијата на Дејан Давидковски, обвинет за настани 27.4. А во собранието се интерпретира на сосема погрешен начин, со кој се доведува во заблуда јавноста, вели експертот по меѓународно право, тој го цитира. Што е ако се интерпретира погрешно, тогаш треба да биде екстрадиран. Нема тука што е погрешно. Нема екстрадиција. Барањето до Шведска е поднесено за обвинение терористичко здружување. И сега за тероризам многу ретко која држава смее да одбие екстрадиција. Тоа е И сега има две работи. Тука прво едната е што господинот Давидковски мислам дека има отпочната процедура за барање на азил. Значи прво самото тоа ја ограничува можноста на шведскиот суд, на шведската држава да го екстрадира. Дури таа не го испита неговиот случај, таа не може да го екстрадира. Сега, тоа е формалност. Формалност. Меѓутоа второто е многу поважно е одлуката на шведската влада вели дека бидејќи тој учествувал во бунт на Врховниот суд мислиш одлуката на шведскиот на шведскиот околиски суд, се извинувам, на шведскиот суд, дека бидејќи Давидовски учествувал во бунт, дека тој е своевидно револуционер кој што се бори против неправедна држава. Одлукава има многу паралели со низа одлуки кои што биле донесени за време на ВМРО-то на Ванчо Михајлов, кога ВМРО испраќало своји атентатори низ Европа, во Италија, особено во Австрија и во други држави, да убива своји, односно да извршува смртни казни. Значи, шведскиот суд на еден перфиден начин укажува дека во Македонија постои еден, сега како да кажеме, недемократски систем. И актот на Давидовски да земе учество во бунт го смета за легитимен политички акт. И сега што е овдека секоја правна држава после две одлуки за неекстрадирање на учесници во терористичко здружување, значи две демократски држави, европски држави со традиција голема, Австро-Унгарија била дел од големо царство. Унгарија била дел од тоа царство. Значи држава со изграден апарат, со изграден систем. Шведска да не зборуваме. Тие две држави укажуваат дека тука нема акт на тероризам. Ајде да кажеме после првата одлука не морале да реагираат. Но после оваа одлука ден што доаѓа од Шведска, веднаш требаше да се ослободат осудените за 27 април. Врховниот суд веднаш да донесе одлука за обновување на судењето, за комплетна смена за притварање на обвинителот, судијата, бидејќи свесно биле под политички притисок да донесат таква одлука и да се проведе процес кој првин, бидејќи во судскиот процес за 27 април нема
што се причините за упад во собранието. Како може да судиш некој ако нема причина? Еве, ми упаѓа некој во домот и јас го убивам. Мене ме судат дека сум убиец. Да. Ја нема причината зошто сум го убил. Така и во собранието. Се крши деловникот. Значи се извршува државен удар. Се избира председател на собрание на нелегитимен начин. Значи законодавниот дом е освоен од побуненици. Да. Значи, државниот удар наместо институциите на системот веднаш да реагираат и да го спречат, да ја спречат таа нелегитимна седница на парламентот, која ја закажува некој си таму пратеник кој нема по деловник не може да закаже седница. Сите институции молчат. Значи тука е веќе јасна спрегата дека тајната полиција и дел од другите институции се веќе договорени да го направат тој државен удар. Веќе државен удар никаде не се прави без помош на војската или тајната полиција. Да. Овдека војската не реагира, таа е настрана. Значи тајната полиција која е во спрега со извршителите на државниот удар. Само тогаш ќе се дојде до вистината и до реалното видување кој е виновен и кој треба да лежи затвор. Да. Значи, сега според толкувањето на шведскиот суд на 27 април имаме револуција и контрареволуција. Да. Се случуваат малте не паралелно. Да. Сега, тука е сега многу интересно прашањево на партијата ВМРО ДПМН. Гледам од нивуште молк. Наместо ова да го искористи многу жестоко. Бидејќи веќе ги има доказите во раце дека е извршен државен удар. За ова мора да го напушти собранието, да инсистира Врховниот суд да донесе одлука за да се ослободат луѓето. Да, партијата ВМРО продолжува со таа веќе стара игра, особено од периодот на Мицковски, меѓутоа и пред тоа ВМРО не беше не знам колку подобра. Тука би сакал сега малку да продискутираме околу ова што го работи Дерала, и тие сега групации околу него, проверка на факти, борби против лажни вести, тие F2N2. Да. Сега. Значи, наверојатно ова ќе биде F на квадрат, N на квадрат. Така е, да е, така е. Сега, од површина, делува дека сето ова се нашите левичари, тоест македонските левичари, ги копираат левичарите од Запад. Бидејќи ова F2N2 е всушност, веќе знаеме на Facebook има Snopes, таква организација работи, има организации како SPLC, Southern Poverty Law Center и слични такви групации кои што како невладини организации си земаат право тие да одредуваат кои се радикали, кои се шовинисти, расисти, антисемити и кога таа организација ќе те обележи, тогаш можеш да кажеш дека си ставен на црна листа и животот ти е уништен. Да. И сега, значи, на површина делува дека ова се извезува во Македонија. Меѓутоа, сите овие методи се веќе биле во употреба во Македонија од 45-та. Сега да не одиме за време на кралска Југославија, да оставиме тоа не удба. Нека ги гледа. Идеологиите на феминизам, на атеизам, на радикален секуларизам, на тоа слободно сексуално ослободување на сето тоа. Погледнете кои беа филозофиите на Југославија. Дали знаете, например, дека околу 1/4 од војските на партизаните во 42 година
биле жени. Да. Зарем тоа не е радикален феминизам? Имаше една, го имам некаде таму качено на Фейсбук, еден предлог во времето на Ленин да не постои, да секој машко кој ќе посака со било која жена да ја има, да ја има. Да нема ограничување што таа е мажена за овој, за оној. Таа ќе добие да преспие со него една ноќ и тоа е. Да. Значи, Ако се роди некое дете, тоа ќе биде на државата. на државата. Тоа е тоа. Значи, тие работи веќе ги имало во комунизмот, сега тие всушност од некаде од 60-тите на наваму се извезуваат на запад и сега од западот, секако западњаците се многу покреативни луѓе, сега тие ги препакуваат и ги ставаат во еден уште по-драматичен пакет на трансгендеризам, на радикален хомосексуализам, на сите овие работи и сега тие повторно ги препродаваат. Па, значи, нашите комунисти треба да се засрамат затоа што и во комунизмот Западот ги надминува. Да. Погледнете какви глупави, какви радикални, фантастични идеи добиваат, да тие веќе ја поништуваат реалноста на родовите. Да. Сега, како настанува, што се случува, зошто? Реално е дека на Западот имаме проблем сега. Имаме криза на Западот. Меѓутоа, од каде потекнува таа криза? Според мене кризата на Западот потекнува од фактот што западните елити во изминатите 70-ти на години премногу се мешаат со третосветските елити. Да. Погледнете го Џастин Трудо. Еден од најкорумпираните, најпокварените личности во политиката на сите времиња. Човек кој се продава за еден лет во приватен авион, за одмор на приватен остров. Човек кој што се продава за една фотооп. И сега, значи, Џастин Трудо е син на поранешен премиер, тој е роден додека татко му бил премиер. Значи, тој е роден во елитата. Татко му на Трудо веќе бил израснат во богато семејство. Значи, Трудо е дел од таа светска западна елита. Меѓутоа, тие луѓе се повеќе и повеќе се мешаат со арапските елити, со африканските елити, со комунистичките. Мугабе беше пријател. Мугабе му беше. Кога умре овој Кастро, неговиот вистински татко, колку крокодилски солзи лееше. И тоа е, значи, факт е дека комунизмот, односно тој комунистички уништителен менталитет, започнува во нашиот свет. Да. Погледнете, прочитајте некои од романите на Достоевски, да видите какви идеи се ширеле во Русија во половината на 19-тиот век. Сега некој ќе рече евреи и ово она. Извинете. Еврејски елити секој си бара своји начини да се дограби до она што го бара, до пари, до незаслужено нешто. Меѓутоа, ѓаволот секогаш те става под искушение. Твое е дали ќе го прифатиш тоа искушение или ќе му одолееш. Значи, тоа е суштината. Во Македонија имаме проблем со тоа што не им се одолева на искушенијата, а еве сега веќе се помалце на тие искушенија им одолеваат и западните елити. Да го сега денеска, пред некој ден видов каква куќа прави Обама. А каква куќа има купено? Да, каква е купа. Да. Од 15 милиони долари. Да, а пред да стане председател, тој бил некој активист кој што помагал на самохрани мајки во Чикаго. Кај се левичарите да го прашаат Обама од кај му се парите? Да. Значи, тој нелегално дошол до тие пари. Да. Има плата, председател на Америка има околу 200 и нешто илјади долари. Дека ја качија на 800.000 или некој беше. Тоа се 6 милиони за 4 години, за 8 години, 2 мандата. Додиме. Сега, веќе спомнавме корупција и корумпирани елити, па да се префрлиме на следната наша тема, а тоа е рекет. Или она што јас го насловив, атентатот на Заев.
летово помина во бран на се повеќе и повеќе вести за голем корупцијски скандал во кој што е поврзана Катица Јанева од специјалното јавно обвинителство и голем број на високи функционери. Просто да речеме, Катица Јанева е производ на корупцијата на македонското општество кое што е започнато со српската окупација на Македонија после Балканските војни, каде што свесно и активно се работи да се уништи секоја ронка на морал кај македонците. Се уништува врската на луѓето со црквата, се уништува врската на луѓето со нивното минато и најнормално е особено после 45-та година, со начинот на кој што е спроведувано целото општество, меѓутоа да почнеме од образованието, каде што ако сакаш да завршиш средно училиште, мора да подмачкаш неколку дланки, па ако сакаш да завршиш факултет, мора да малце посериозно да подмачкаш уште неколку дланки, па ако сакаш да продолжиш понатаму да влезеш во кариера, треба да подмачкаш уште неколку дланки. И што значи тоа? Тоа значи дека ако сакаш да просперираш во македонското општество, ти мора да си корумпиран и коруптивен човек. И, значи, оние кои што се докрепуваат до врвот на македонското општество, а сега Катица Јанева своевремено беше диктаторот на Македонија, тоа значи дека таа е најкорумпираната личност, барем за тој момент, најкорумпираната личност во Македонија. Мислам дека тука јас пишував малку повеќе порано и укажував дека сите разговори не се дадени на Јанева. Тука е центарот на корупцијата. Затоа што Заев, ако веруваме на Лазаревски, бидејќи тој даваше интервјуа, тоа беше херојот оној на бомбата. Да, дека ги педале сите разговори, тогаш овие што се појавуваат разговори на црниот пазар, што зборуваат сите дека може се купат разговори и што се ги излегуваат разговори кои Заев не ги објави, говори дека Заев свесно не ги предал сите разговори. Чувал разговори кај него или тој што бил споната меѓу Лазаревски и Заев, тој сочувал, но ако тој сочувал, тој ќе го ценуваше и Заев. Тоа сега не видовме уцена на Заев или на било кој од СДС. Значи, посредникот помеѓу Лазаревски, тој е Верушевски и Заев, после не оставил или пак не сака да ги уште да каже дека има разговори кај него. Значи, разговорите сака и Заев. Заев уценува со нив. Се уште. Да. И Јанева не можела да рекетира без знаење на УБК и без знаење на Заев. Тука е, бидејќи сме ги читале досиејата. Да. Знаеме како работи УБК. Знаеме дека и УБК е онаа која што ги контролира општествено-политичките работници. Да. И УБК се знае, нема што не знае. Да. Тоа што сега се мајат дека УБК не прислушкува не е точно. Додека е овој систем, УБК ќе работи на тој систем, ќе прислушкува кого сака и ќе ги прислушкува сите. Тие 350.000 соработника, што ги призна Богоевски, што прават тие? Како може да тие да не знаат за рекетирањето? Кој знае колку има службени белешки во кои има нивни посочувања, слушавме за тој ми кажа толку и толку зел, толку и толку дал. Се е тоа документирано во УБК. И Заев не знаел. Нема шанса да не знае.
Заев е врвот на рекетот. Тоа е бидејќи службата е налогодавач, ама службата никогаш нема јавно да излезе и таа да може да биде осомничена дека таа ги вршила, го правила рекетот. Јас сум убеден дека дел од парите завршиле во службата. Затоа сега се молчи за ова последна транша од милион евра кој ги дава Силјан Мицевски. Јордан Камчев, кој ги изнесува боки во таа торба. Наводно на торбата имало GPS. Значи, се знае каде завршиле парите. До ден денеска никој не сме да каже каде се парите. Како сега? Па кој кого прави будал овдека? Значи, ми делува дека сето ова, сите знаат кој е, што всушност се работи. Сега, која е мотивацијата да се отпочне овој скандал? Па јас во еден мој текст напишав што е мотивацијата. Обидот отврлената група која всушност му ја заврши работата на Заев да дојде на чело на СДС, тој ја отфрли. Тоа се групацијата ГЕМ, финансирана од Милчин, и тоа е граѓани за Европска Македонија. Милчин, Геровски, покојниот Беличанец, Тито Беличанец, Жарко Трајановски, таму уште некои. Таа група... А кој е папата на таа група? Бранко, тие го сменија Бранко. Тука е сега абсурдната ситуација. ГЕМ беше затоа формирано да го бутне Бранко да го устоличи Заев. Бидејќи веројатно Бранко премногу им делувал дека станал самостоен во однос на нив. На нив и ете така тие не беа задоволни од начинот како Бранко ја практикува политиката. Зошто не го руши? Бидејќи сега што е негов напад на участокот, некако беше многу слаба работа. Некои работи се требаат појасни. Бомбите, јас сек повеќе верувам дека прво бомбите се понудени на Бранко. Бранко одбива да ги користи бомбите. И ГЕМ се појавува во исто време кога бомбите веќе 2011 се појавува ГЕМ, така ли 2012, сега нема да ме држи за збор. Да, овој Лазаревски веќе изнесува од 2010. Така да веќе врвот на СДС ги има информациите. Во тоа време Милчин морал да има информации за тоа. Мислам, таа група дека има нешто. Бранко одбива и ГЕМ го руши Бранко во тогаш. И го устоличува ГЕМ, тоа што го донесе Заев на влада, на местото на Црвенковски, за председател на СДС. Сега ГЕМ, сметајќи дека се Заев ги изиграл, мисля дека со ова малце ќе го исплашат и дека Заев ќе прифати да ги елиминира. Тие точно посочија, Геровски точно посочи кој сака да биде елиминиран. Тој никогаш не го нападна Заев директно во првите текстови кога ги објави. Тој ги посочи Фрики, Кики. За Фрики веќе јас пишав дека Фрики е лицето кое го има уценувано Црвенковски со документи дека ако еден судски процес отпочне, дека Бранко најмногу ќе сакал во тој процес. Бидејќи тој, како премиер на влада, ставил подпис на таа уредба, која е неуставна и со која се кршени права на многу луѓе, неуставно е пристушкувано, неуставно со следени луѓе. Така да Бранко свесен дека тоа може да му се случи, се повлекува. Еве, Бранко го нема со години да каже ништо. Но сега ситуацијата излезе од раце на Геровски и на групата која
некој кој сакал да искористи од целава работа, кој ги имал материјали, ги понуди на тој од Италија, на Ла Верита. Ла Верита ги објави прв пат да ги слушнеме што снимките. Од снимките веќе јавните обвинители нема простор, јавниот обвинител немаше простор да манипулира. Мораше да ја затвори катица. Јанева. Да. Меѓутоа таа ете и од притвор Работи. Издава таа си јавен специјален јавен обвинител. Значи како Пабло Ескобар од неговата катедрала, таа се уште издава наредби од притвор. И сега, но денеска има денеска се заострува борбата. Керомски преминува повторно во акција. Значи сега почнува да се згустува играта. Излегува една информација која е објавена на Твитер. Вели ексклузивно, Фијат Цановски платил 800.000 евра на Боки Тредичи. Пошто мажот, таму стои, овдека е прецртано таму во оригиналот стои на кого е маж, украл компрометирачки фотки од ДБК на кој Фијат им прави пунто на малолетички во една позна кафеана. И сега Геровски веднаш се јавува со дополнување. Вели колку што јас знам, Бекам не украл од ДБК компрометирачки снимки. На познат скопски бизнисмен со малолетнички и потоа не убедувал роднини на бизнисменот да плати рекет кај Боки во вид на приточки. Ајде да оставиме детаљите, други да ги откријат. Важно е, рекетот е уредно платен. Значи, Геро има информации дека го знаело од порано. Дро сега ова сугерира дека станува збор за педофилија. Да. И Геро вели вака уште. Тој знае што има во телефонот на Боки. Колку што знам јас, во мобилниот телефон на Боки не е откриена порака од Бекам. Со содржината многу си го обрал друже. Значи Геровски знае што има во телефонот, што е извадено од телефонот на Боки 13. Ако Геро знае, знаат и многуми на други. Јас напишав денеска дека рекет, во однос на рекет, бомбите на Заев се детска игра. Овдека слушаме за вистински криминал, за вистински учени, за вистински земање на пари. Овдека нема... Да, и веќе, значи, ова како што спомнав сега, се сугерира многу потемни работи, ако... Подлабоки работи, зборуваме за педофилија, за... Педофилија, злоупотреба на деца, на позиции од... Кој знае се што има внатре. И сега... како можат овие да живеат со себе, ако Бранко Геровски го знаел ова? Однапред, како тој може да живее со таа информација и сега тој да вака лежерно и ладнокрвно да пушта некакви мамки за повторно тој да дојде до некоја своја полза? Значи и тој не е ништо почисто од овие луѓе и тој е подготвен на вакви работи да работи. Ова го прави за да се добере до позиција, пак да се врати на позиција. Он не го прави ова од тоа што сака да излезе правдата и да се реши со криминалот. Не. Пак го прави тој од своји интереси, од интереси што су ги споменали во текстот. Овдека има многу една сериозна работа што Заев ги има слушано целите разговори кога Орце Камчев бил кај него. Заев молчи додека Геровски не почна да објавува. Значи, се е компрометирано, се е вмешано во ова.
И кој нормален човек ќе очекува од луѓе кои се директно загрозени. Кога викам загрозени, значи се вмешани во цело ова. Да се осудат сами себе. Истиот случај што беше и со лустрацијата. Бараме од кодошите и од налогодавачите и од извршителите да спроведат лустрација. Тоа е невозможно. Тука е она што мора да го разбереме. Прега зборував за девалвацијата на западните елити. Која е разликата меѓу она што се случува на западот и она што се случувало во Македонија и се уште се случува? На западот се уште народот не дозволува да се случи таа нивна корупција и таа нивна деградација. Точно така. Секако дека имаш ти дел од населението кое што е лесно поводливо и кое што е корумпирано и коруптивно и кое што сака да учествува во сите тие игри. Меѓутоа, имаме здрав дел од населението, јас би рекол сигурно околу 50%, ако не и повеќе, кое што на еден или на друг начин се обидува да го спречи тој процес. Изборот на Трамп е, впрочем, токму тоа. Тоа е реакција на народот, на обичниот народ. Тие видоа во Трамп, дали исправно или не, меѓутоа во она што тој го нудеше како реторика и како диалектика, тие видоа потенцијал за чесен човек кој што ќе ја врати Америка, кој што ќе го врати Западот на своите темелни постулати. На Западот имаме еден куп оние кои што се малку помлади, кои што се поупатени, кои што пратат YouTube, кои што ги пратат западните портали, можат да видат колкумина истакнати личности едноставно се фрлија на мечот и одбија да ја играат корумпираната игра. Одбиваат да ги признаат 72-та родови кои што левицата сака да ги наметне. Се одбиваат да го користат јазикот кој што им го наметнува левицата. Одбиваат да соучествуваат во својата корупција и одбиваат да кодошат, односно се уште не дошло до кодошење, меѓутоа одбиваат да тужибабат и одбиваат да ги работат тие ниски подли работи со цел само тие да се додржат до ете позиција како јавна личност, да заработуваат пари на лесен начин. Тоа го нема во Македонија. Многу е мал бројот на луѓето кои што се придржуваат до принципите и кои што ја одбиваат лесната придобивка. Бенефитите, работното место, кеш парите. Таквите луѓе се многу малку на број. Мора однатре да почне борбата за опстанок на Македонија, на македонскиот народ, на македонската нација. Тоа мора да бидне преку нашата морална стабилност. Значи, кога ќе ни биде јасно дека на подолги патеки, она што на кратки патеки делува дека е губиток, дека всушност на долгите патеки тоа е вистинското решение. Значи, на кратки патеки можеби исправното решение е да се запослиш или да земеш пари за да можеш денеска да уживаш. Меѓутоа за 2 месеци, за 2 години, за 20 години, за 2 генерации цехот на тие одлуки е многу висок. Цената која што треба да се плати е премногу висока, која што води до конечно уништување и истребување. Најчесто она што е наисправно и кое што на долги патеки е најпотребно да се направи е тешко во овој момент. Господ вели дека патот до победата не е лесен. Тој е подложен на многу искушенија, на многу откажување. Еве јас најчесто се користам со спортски аналогии. Врвните спортисти се откажуваат од многу работи. Од забава, од пушење, од шеќер, од чоколадо, од се. Од озгора на тоа, нивниот тренинг, кој што, например, за некој спортист, овие бобследери да кажем. Бобследерот се надпреварува 3 до 4 минути во годината. А колку тренира? А тренира минимум 8 часа дневно, 5 до 6 дена неделно. 50 недели во годината.
тој тренинг е болка. Значи тука човекот се излага самоволно на болка, самоволно на мака. Тој бара начин како да се изложи на што повеќе мака и на што повеќе болка, затоа што знае дека тоа после извесен период ќе му донесе светски резултати, ќе му донесе резултати со кои што тој ќе може да се гордее. Сега, во таа веќе кога ги спомнавме резултатите на подолги патеки, еве се навршуваат 28 години од референдумот од 8 септември, кој што наводно беше референдум за прогласување на независност на Македонија. Впрочем, тоа е денот кој што тоа е денот кој што се зима како ден на независноста на Македонија. Во изминативе година-две се повеќе гледам како се прави повторно една тешка манипулација и препишување на историјата, ревизија на историјата во корист на овие србо-комунистички елити кои што управуваат со Македонија. Имено, еве, деновиве се отвори и мислам дека ова прво основно училиште со името на Киро Глигоров. Киро Глигоров, од она што го имам сретнато во мои комуникации со помлади македонци, а еве веќе значи цела една генерација се има родено и израснато во оваа Македонија и веќе тие луѓе имаат своји деца, почнуваат да раѓаат деца. На тие луѓе кои што не биле присутни кога се случуваше независноста и кои што не беа како мене заразени од политика уште на 7 годишна возраст и не седеа нон-стоп пред телевизор да гледаат ТВ седници и да се радуваат на секој говор на Митко Атанасовски. Тие младенци денеска веруваат, бидејќи така им се представува, дека Киро Глигоров бил инструменталниот човек за македонската независност. Па дури на едно место сретнав дека ете колку бил тој перфиден, дури и датумот 8 септември бил изберен стратешки, бидејќи тоа е денот на формирањето на таа неизживеана независна држава Македонија. Никогаш не створена. Еве еден цитат од Киро Глигоров од 29 август 1991 година, ова може да се најде во архивите на Нова Македонија. Тој вели вака: секој може да види дека Македонија на 8 септември нема да гласа за отцепување. Туку се изјаснува да биде слободна, самостојна и суверена држава и да се здружи со оние кои сакаат со неа да живеат. Нема да бидеме задоволни со 70 или со 90% од тие што ќе излезат, туку треба да излезат сите. Секој да се појави и да го даде својот глас за суверена и самостојна Македонија и за иднината на равноправна Југославија. Легитимација пред целиот свет и никакви санкции, чети воени действија нема да можат да ни застанат на патот. Точно. Оваа изјава не е исклучителна. Не. Впрочем, таа е една од најблагите изјави на Киро Глигоров од тој период. Тој заедно со Стојан Андов, Никола Клјусев, целата врхушка на македонската држава работеа се што можат да сторат Македонија да не излезе од Југославија. Да. Впрочем, на помладите ќе им препорачам да побараат нешто околу двоецот Глигоров и Задбеговиќ и нивниот план за спасување на Југославија, за да видат колку навистина Киро Глигоров се борел да направи македонска држава и дали всушност се борел за македонска држава или се борел да ја сочува Југославија. Тоа е трагедијата што ние никако да извлечеме поука дека еднаш за секогаш мора да престанеме да негуваме лажни херои, да правиме лажни херои. Глигоров е човек на кос кој е пратен во Македонија да го невозможи осамостојувањето на Македонија. И тој тоа го стори. За тоа дека е
пратен од Белград, постојат сведочења на Павле Богоевски, човекот на подсекретар на СДБ на Македонија, значи човек кој е сериозен извор, кој никош Григор не го демонтираш, дека е пратен од Белград. Поте имаме едно сведочење на генерал, на началникот на КОС Василевиќ, во кој тој вели многу јасно. Ние во Македонија нема зашто да интервенираме, бидејќи инсталиравме наша власт и ги задржавме сите луѓе кои беа наши на своите позиции. Сега, зошто тогаш Македонија станува независна држава? За интересите на Србија. Бидејќи Србија од некаде мораше да има излез, да има слободен проток на стоки и пари. Ако беше затворена границата и од Македонија, тогаш Србија немаше од каде да носи ниту нафта, ниту да продава надвор стоки за да обезбеди пари, ниту да влегуваат цигарите за шверц за да обезбеди пари Србија, продавајќи ги цигарите на западноевропскиот пазар. Тоа е една од главната причина што Македонија не е примена во НАТО кога беа примени Бугарија и Романија е баш шверцот на баш помошта што Македонија даваше на Србија во военото време. Така да тука се е тоа познато. Но тоа затоа ова е мое лично мислење, но не можам да верувам дека е случајност. Сите архиви на вестници се уништени. Ние немаме извор да дојдеш што пишувале вестници 90, 91, 95, 98. Нема ништо. 2000, 2001, 2005. Се е сгаснато. Дневник сгасна, утрински сгасна, време сгасна, дневник сгасна и сите архиви ги сгасна. Може да ги остават архивите. Тоа не се големи пари. Да се одржува таков сајт чини $300, дали толку месечно, годишно. Значи некој свесно сака да ги исече младите генерации да не може да осознаат што се случувало. Да, затоа што новинарските екипи, уредничките екипи, па дури власниците на сите тие вестници отворија нови вестници. Да. Тие се повторно, тие се оние кои што управуваат со медиумите. Да. Зошто никој не ги превзеде од старите нивни вестници архивите? Да ги нема. Никој не сака тоа да се знае. Јас бев изненаден 98 година кога дојде Лјупчо на власт, зошто од телевизијата не ги извадија говорите од собранијата. И точки се знаеше кој што правил, зашто се залагал. Ја имаат телевизијата во нивни раце. Не. Тие работи зашто што се залагаше СДС, кои беа сопките кои ги правеше Андов, остана тајна за младите генерации. Нешто што има на Котле, тоа е единствената, сите форуми од тоа време сгасна. Од почетокот на 21 век. Тие Да. И пред тоа Воденица, Кајгана, сите тие Ајвар и од 2000 нааму се е сгаснато. Кајгана постои, ама таа политика, тие политиката ја затвори едно време. Ве Македонија како најстар виртуална Македонија, како еден од најстарите форуми, ја има избришано старата архива. Мислам дека архивата му е од 2012 навака. И сега свесно целиот дискурс се префрли на Facebook, каде што Facebook не е платформа за вистинско дебатирање, за водење на посериозни расправи, каде што јасно и прегледно може да се следи, каде што може да се стават атачмени, слики, видеа и така. И да се вратиш секогаш да го пронајдеш тоа што е ставено. Да. Затоа ние кога го направивме Котле, не дозволивме бришење. Секој можеше да го коригира
своето мислење за многу кратко време, неколку минути беше крај. И нема бришење. И затоа станаа тие доказ. Многумина знам дека сака да ги нема тие нивни мислења. Ама таму се. Во таа смисла мислам дека ете колку за прва емисија после летниот распуст дека е доволно. И дека се надеваме дека ќе останете со нас и во втората сезона на нашиот видео подкаст и дека ќе продолжиме заедно да ги откриваме, осознаваме и шириме вистините за нашето минато, за нашата сегашност, кои што се надеваме дека ќе не ослободат и ќе ни дадат една подобра иднина. Ви благодариме на вниманието и до следниот пат, до гледање. До гледање.